Колку патарини има во Нова Шкотска? Чисто информативно, Нова Шкотска зафаќа површина од околу 55.000 км2 и има околу милион жители. Едната патарина што се наоѓаше на мостот кој што ги поврзува Халифакс и Дартмут, предходнава година, 2025 на почетокот негде ја тргна. Се наплаќаше околу $1 нешто. Ја тргна, како што знам јас, заради големите гужви што се правеа. Другата патарина се вика Кобекют Пас, мислам дека го кажав како што треба, и се наоѓа помеѓу Труро и Амхерст. Амхерст е градчето пред да влезете веќе во Нью Брансвик, тоа е во другата провинција. Што е интересно во врска со оваа патарина и зошто е воопшто направена? Патарината се наоѓа на автопат 104 и тој автопат е пуштен во употреба 1997 година. Пред да го направат и пуштат овој автопат, колите поминувале преку долината Вентворд. Меѓутоа, таа долина е многу тесна и се смета за долина на смртта, бидејќи премногу сообраќајки се случувале. И затоа одлучуваат да направат автопат. Меѓутоа, во тоа време Нова Скотија нема доволно финансии да го финансира целиот проект и склопуваат договор со приватна фирма. Поентата било да се направи што побрзо автопатот и фирмата го финансира поголемиот дел од проектот и патарината ја ставаат со цел да се повратат парите што биле вложени во проектот. Кога веќе се вратени финансиите кои биле вложени во проектот, тоа било негде околу 2021 година, одлучуваат да не ја трнат скроз патарината, туку да остават се со цел сите пари што ќе доаѓаат да бидат насочени кон одржување на тој автопат. Тоа носат и друга нова одлука со која што сите возила кои што поминуваат а се регистрирани во Нова Скотија не плаќаме патарина. Значи на секоја кола напред немаме таблички, табличките се само позади, меѓутоа напред имаме стикерче на кое што пишува Нова Скотија, ги пишува месеците и обележана е годината до кога е регистрирана колата. На штом ќе дојдете до патарината, особата ја гледа таа назнака, тој стикер и само ви посака убав ден и ја отвара рампата и можете слободно да поминете. И за крај, сите што живееме во Нова Шкотска немаме никакви патарини за плаќање, само оние што доаѓаат од надвор и единствената патарина е таа Кобекют Пас. За патарините надвор од Нова Шкотска по другите провинции искрено не знам ништо, тоа може би во некоја друга прилика која ќе одиме повторно следно да прошетаме надвор од Нова Шкотска, па ќе обрнам малце повеќе внимание. Поздравче!